Од јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола имало груба манипулација, а допрва ќе следи истрага, вели премиерот Христијан Мицкоски, во однос на одлуката да му се врати пасошот на бизнисменот и почесен конзул Борче Марковски, кој од пред 2 дена е во Србија. Постои несогласување меѓу извештајот на основното јавно обвинителство и записникот врз основа на кој Вишото јавно обвинителство ја донело одлуката, вели Мицкоски, и најави дека ќе има истрага за целиот случај. Мислам дека тука има груба манипулација од еден локален јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство, кој што е соучесник во овој процес. И тоа нема така да заврши. Посебно, јас ако сакам да кажам име и презиме, ќе кажав име и презиме, не би сакал да шпекулирам со имења и презимења, затоа што доправа ќе има истрага и ќе следи истрага за овој процес. Затоа што од страна на надлежното основно јавно обвинителство имаме поинаков извештај од тој кој што е приложен како записник од страна на Вишото јавно обвинителство дека во Битола. Така што ова нема така да заврши. Ова лично јас ви го гарантирам и јас лично ќе го следам овој процес. Марковски ја доби патната исправа назад, откако Вишото јавно обвинителство Битола по барање на неговата одбрана наложи да му се даде позитивно мислење за укинување на мерката. Основниот суд во Струга потоа му го врати пасошот, пошто тој ја напушти државата преку граничниот премин Табановце, дека ќе бидат испитани сите аспекти на донесената одлука и аргументацијата за враќањето на патната исправа најавија и од основното јавно обвинителство. Оттаму претходно посочија дека во моментов Марковски не може да се смета за лица во бегство, бидејќи според образложението на Вишото обвинителство со определената гаранција биле отстранети околностите кои укажувале на опасност од бегство. Биле прифатени аргументите на одбраната дека неговото патување во Србија е поврзано со работењето на фирмата што ја поседува таму. И според неговата одбрана Марковски не бил во бегство и викендов ќе се врател во Македонија, а доказ за тоа била и дадената гаранција од 5 милиони евра. Марковски и уште 8 лица се обвинети за злоупотреби поврзани со јавната набавка за дислокација на погонски станици од рудникот Ослома и во Рек Битола, вредна над 1,7 милиони евра. Судскиот процес продолжува на 2 септември во Основниот суд Струга.